За влакно избегната огромна катастрофа во Прилеп. Брзата интервенција на екипата на територијалната противпожарна единица утринава спречи целосно да биде пеплосана старата Прилепска чаршија, знаејќи дека сите дуќани се стари и се залепени еден до друг. За многу кратко време беше изгаснат пожарот на еден од дуќаните. За само еден месец е зголемен бројот на пожари во Прилепско на отворено за 300% за разлика од јуни 2023, а пред 2 дена кај местноста Заград позади Марковите кули се случи огромен пожар кој што представуваше опасност и за манастирот Трескавец и за сите околни викендици. Најчесто овие пожари на отворено се од подметнати од несовесни граѓани кои што од невнимание едноставно мислат дека го контролираат тој пожар на отворен простор, но тие пожари се доста специфични заради тоа што со малку ветер се прошируваат и едноставно се доведуваат самите тие што го палат тој пожар во опасност и после бараат помош од нас, каде што знаеме дека за неколку минути тој пожар со брзина на ветер може да се прошири и да биде опасност и за објекти, и за населено место, и за се. Поради овие состојби денеска во општина Прилеп се одржа и кризен штаб, каде што беше нагласена потребата од дитно ажурирање на списокот на обучени лица, кои во вакви случаи би помогнале при гасење на пожари на отворено и спречување на палењето на страништата, преку легитимирање на лица кои се движат во поле или шума и взаемна соработка со околните општини за заедничко делување, затоа што бројот на прилепските пожарникари во моментов не е доволен. Ланска година имаме 70% од скупниот број на пожари, интервенции кои што беа пријавени на отворен простор беа водолнени. Значи треба превентивно да се вклучи дел од местно население, дел од јавни предпријатија, да се дава било каква помош, бидејќи нашиот број, како што кажавме, е недоволен за најголема територија во Република Македонија која што ја покриваме. Значи ни се потребни и бројка на луѓе која што во наредниот период ќе се надополни како и ланска и како и претходна година со вклучување на сезонски пожарникари. Се надеваме за некаква набавка на возила преку некои проекти. Уште еднаш беше упатен и апел до граѓаните да не палат оган на отворен простор, поради опасноста по имотот и животите на граѓаните во општината.